Матурските вечери започнуваа да се одржуваат и во нашата општина. Со тоа започнува и празнење на џеповите на родителите, односно семејниот буџет. И оваа година, како по некое непишано правило, матурантите купуваат брендирани парчиња облека и уникатни модели на фустани, чевли, накит, чанти и шминка. За матурантите од Кочани купувањето облека беше од страна, а додека матуранти од другите краеви на Македонија доаѓаат да купуваат во Кочани. Има заинтересираност, тие што имаме доста муштери што ни доаѓаат од страна, значи обично сакаат тие што се од тука да купуваат од страна, од другите градови доаѓаат кај нас, па има да. Сакаат доста уникатни модели, прават доста и по порачка, така да има, се разбира. Оваа година заинтересираноста на матурантите е послаба. Повеќето се облекуваат во Кочани од другите градови. Кочанчани повеќе женскиот пол шијат. Традицијата на матурските празнувања е со гламурозни вечери, седенки, приеми и прослави. Граѓаните ги оправдуваат, но им забележуваат и на тие што ги прават. За буџетот влијае матурската, бидејќи сега како што платите, тоа многу влијае. А секој дете сака да биде матурант. Секој сака да се облече, да се дотера како што треба да биде. Тоа многу влијае. Луѓе доаѓаат за матурска. Тоа најубаво ќе биде не матурска се прави, него ако дипломира, тогава може да се прави нешто. И да се потроши некој парниче, знае дека е завршило дето, а иначе сега со осмо одделение, полуматурска или со средна само матурска, не би го тоа прифаќала. Сепак, за да се прослави матурската вечер, се резервираат сали во хотели, ресторани и мотели. Заинтересираност има, ама за разлика од минатите години, многу послабо се чувствува тоа што го знаеме како општа ситуација. Правенствено, повеќе младите ќе слават матурските вечери како заеднички забави што се они тие самите организираат, а иначе почнувајќи од недела, па до краја на месецот скоро секој ден е исполнет со матурски вечери. Вечерва матурантите од Средното општинско училиште Љупчо Сантов заедно со своите професори ја слават